Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Зошто луѓето го отфрлаат Исус и што треба да се направи за да се спаси некој? Одлуката што луѓето ја прават за Исус е премногу важна. Всушност, таа одлука е најважна во животот. Зошто мнозина се определуваат да бидат против Исус и да не го сметаат за невен спасител? За ова нешто има 4 основни причини кои ќе ни дадат јасна слика зошто е тоа така. Некои луѓе се задоволни со самите себе и сметаат дека не им треба спасител. Тие мислат дека се доволно добри и немаат погрешно мислење за себе, односно не се сметаат за грешници, како што ги опишува Библијата. И плюс тоа, ако имат општествен престиж. Нивното високо мислење за себе ги носи во правец да не размислуваат за тоа дека им треба навистина спасител. И не само тоа, туку доколку имаат направено добри дела, тие се потпираат на нив и уште повеќе чувствуваат дека немаат потреба да бараат спасител. Но што вели Исус? Исус вели дека тој е патот, вистината и животот и дека никој не доаѓа при неговиот татко освен преку него. Тие што ќе го отфрлат Исус нема да застанат самите себе пред Бог. Односно нема да се застапат самите себе пред Бог. Како втора причина е стравот од општествен презир или прогонство. Ако ги земеме за пример фарисеите, тие се огледало за тоа. Во Евангелието според Јован 12 глава се опишува нивниот начин како се однесуваа кон Исус и што им беше поважно во животот. Тие не сакаа да го прифатат Исус затоа што положбата во општеството им беше поважна од Божјата волја. Тие беа толку многу заслепени со самолюбие кон својата позиција и прифаќање од другите, што не можеа ни да замислат понатаму да го градат сопствениот живот, односно поинаку да го градат сопствениот живот. Тие ја сакаа човечката слава отколку Божјата. Третата причина зошто мнозина го отфрлаат Исус е тоа што многу луѓе работите од овој свет и желбите им се многу поважни и попривлични од вечните. Во Матеј 19 глава читаме за еден настан кој што зборува за еден човек кој не беше спремен да ги изгуби своите земни богатства, за да може да ги придобие вечните, кој што ги даваше Исус Христос. Тој настан зборува за човек кој што Исус му предложи да се откаже од богатството во замена и безусловно да го следи Исус. Кога младиот човек го слушна овој предлог, си замина тажен. Исус на тоа реагираше и рече дека тешко ќе може некој како него да го наследи Божјото царство, ако нема вера и спремност да го следи Исус со цело срце, со цела волја и сила. И како четврта причина, има многу луѓе кои се постојано бунтовни кон духовните вредности. Или поинаку, би рекле, постојано му се противаат на Светиот Дух, не сакајќи да го примат во својот живот. Маченикот Стефан беше првиот ѓакон или служител во црквата. Тој отворено им рече на тие што беа спремни да му го одземат животот без да им трепне око. Тој им рече: тврдоглави и со необрезани срце и уши, вие секогаш му се противете на Светиот Дух, како вашите татковци, така и вие. Тоа е запишено во Дела апостолски 7 глава. На сличен начин тоа им го рече и апостол Павле на оние што го презираа Евангелието, велејќи: и така му определија еден ден
И дојдоа при него мнозина од нив. И мнозина од нив во станот. И од утре до вечер тој им излагаше за Божјото царство. Со докази и ги уверуваше за Исус и од Мојсеевиот закон и од пророците. И едни поверуваа во тоа што зборуваше, а другите не веруваа. Бидејќи беа несложни меѓу себе, почнаа да се повлекуваат. Откако Павле им рече уште еден збор, тој рече: добро им кажа Светиот Дух на вашите татковци, преку пророкот Исаија, велејќи: оди при овој народ и кажи му, ќе слушате и не ќе разбирате, ќе гледате и нема да видите, зашто закораве срцето на овој народ и со ушите тешко слушаат, а своите очи ги затворија за да не гледаат со очите и да не слушаат со ушите и да не разберат со срцето, да не се обратат и да не се исцелат. Кој би бил заклучокот? Какви да се причините на оние кои го отфрлаат Исус, нивниот став има катастрофални последици за вечноста. Во ниту еден друг нема спасение, ниту пак има друго име дадено под небото на луѓето во кого треба да најдеме спасение. Само во Исус имаме вечно спасение. Доколку не сакаш да се соочиш со вечниот пекол, имаш прилика да ја искористиш, со тоа што денес ќе донесеш важна одлука да кажеш: Исус е мој спасител. Но како може да стане твој спасител? Библијата зборува дека треба да се родите од озгора, да некој да се роди од озгора. Не треба да се гои мисла дека човекот може и без наново раѓање да се провлече во Божјото царство. Само ако има некое елементарно познавање за Исус, ги празнува празниците или ако е припадник на некоја црква што е смета според него за исправна. Мнозина имаат своја лична представа за влез во рајот и затоа не се замараат, не се заморуваат со прашањето за наново раѓањето. Таквите сваќања секогаш имаат последици кои го одвлекуваат човекот од суштината, бидејќи не се засновува на Божјото откровение. Евангелието според Јован точно го опишува најкристално патот кон небото. Мнозина го препорачуваат за почетници, иеко не е сместено на почетокот на Новиот Завет. Накусо ќе дадам објаснување за наново раѓањето, што сметам дека ќе имаат полза слушателите. Што значи да бидеш наново роден христијанин? Библијата го дава вистинскиот одговор во Јован 3 глава, зашто таму се зборува за разговорот на Исус Христос со познатиот еврејски учител Никодим, кој бил во тоа време член на Синедрионот, а тоа било врховно тело на евреите. Исус му вели на Никодим: вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, тој не може да го види Божјото царство. Никодим го праша како може човек да се роди кога е стар, може ли повторно да влезе во утробата на својата мајка и да се роди? Исус му е расветли оваа вистина со зборовите: тоа што е родено од тело, тело е, а тоа што е родено од дух, дух е. Затоа не чуди се, но ова треба вие да се родите повторно или одново. Зборот повторно роден или наново роден буквално значи роден од озгора, од небото, од Бог. Никодим имаше духовна потреба, бидејќи неговото срце не беше препородено, иеко имаше познавање на законот или животно искуство во законот. Раѓањето од озгора е Божјо дело, независно од човекот и неговите способности или познавање на нештата. Има многу такви стихови кои укажуваат на потребата дека секој човек треба и мора да ја прифати оваа вистина, ако сака да влезе во Божјото царство. Во посланието до Тит, апостол Павле вели: не спаси, не врз основа на праведните дела што сме ги направиле ние,
Туку, по својата милост, преку капењето на наново раѓањето и обновата од Светиот Дух. А апостол Петар, малку со поинакви зборови, а се однесува за истата работа, вели: Благословен да е Бог таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост, преку воскресението на Исус од мртвите не роди одново за жива надеж. Од овие стихови може да се согледа дека наново раѓањето е единствен начин за влез во Божјото царство, бидејќи само преку него се станува Божјо дете. И сега се поставува прашањето: зошто човекот треба да се роди повторно, од озгора, од небото, од Бог, преку Светиот Дух? Павле го опишува неверниот човек кој живее без Бог дека е мртов. Ете, затоа треба да се наново роди. Човекот без Бог е мртов. Тој и предочи на црквата во Ефес дека порано, додека не биле верници, живееле во смртта. Павле вели: и вас кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови. Тоа е запишено во 2 глава од Ефесијаните. А во Римјаните ја истакнува генерално човечката позиција пред Бог, дека сите без разлика се грешници и немаат Божјо достоинство, односно не ја заслужуваат Божјата слава. Грешниот човек е мртов во своите гревови, тој може да оживее само преку Христос и преку неговиот дух, односно Светиот Дух. Како може мртов човек да оживее? Духовно зборувам. Павле вели: по благодат сте спасени преку верата. Тоа не е од вас самите, туку Божи дар. Не е од дела за да не се пофали некој. Кога некој ќе ја прифати Божјата благодат, тој ќе добие духовна обнова и нов живот. Затоа, ако некој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Прекрасен стих во 2 Коринтјаните 5 глава 70 стих. Ова искуство може да стане твоја реалност уште денеска. Зашто на сите тие што ќе поверуваат во Божјиот Син Исус Христос, тој им ветува дека со овластување ќе станат Божи синови, Божи деца, Божи ќерки. Новиот живот ќе се манифестира во сите области на твоето и моето живење, во семејството, на работното место, во црквата и на секаде. Денес имаш прекрасна можност за овој нов подвиг. Можеш да се помолиш со овие зборови: Господе, јас знам дека сум грешник и заслужувам праведна казна. Дознав дека сум грешник на вистина, но ти благодарам што Исус Христос, твојот возлюбен син, ја зеде мојата вина врз себе и мојата казна, така што преку вера во Него, во Исус, можам да ја избегнам оваа казна и да ми биде простено сите гревови што сум ги направил. Затоа ти се доверувам тебе, спаси ме од проклетството на гревот и на смртта. Ти благодарам за твојата прекрасна благодат и твоето милостиво опростување и што во името на Исус Христос ми подаруваш вечен живот. Да, Исус вели: тој што ќе дојде кај мене, нема да го отфрлам. На Господ нека му е слава за неискажливиот дар што ни подари можност за наново раѓање. Амин.